21-годишниот Димитар Митревски од Битола е студент на 4-та година на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, а својата иднина ја гледа тука дома и не размислува да замине во странство. Тој заедно со две факултетски колешки, пред да го завршат високото образование, основа IT компанија за да бидат во чекор со праксата во оваа сфера. Овие млади програмери креираа платформа со која ги поврзуваат компаниите со студентите на кои им е потребна работа и пракса. Митревски вели дека теоријата не е доволна, посебно во информатиката. Информатиката е применета наука. Тоа значи дека ако нешто важело до денеска теоретски, утре веќе не важи. Бидејќи технологијата напредува многу брзо и веќе праксата со теоријата имаат некое каснење. Зошто е така? Бидејќи компаниите или светските технолошки институти кои ја развиваат технологијата се многу побрзи за да креираат и теоретско знаење кое би се пренесло на факултетите. Но за среќа, основата останува иста. Професорите велат дека исклучително е значајно кога студентите ја гледаат иднината во својата земја, не чекаат да дипломираат и да се пријават на агенцијата за вработување, туку активно бараат работа или основаат свој бизнис додека студираат. Велат тоа треба да биде нов правец во решавање на невработеноста, но потребна и поддршка од државата. Кај нас имаме погрешна пракса. Првен, теоретски ги образуваме студентите со многу мала пракса, со многу малку мерки за вработување или самовработување. Кога ќе завршат, тие одат на биротот за вработување како невработени. Од кога ќе поминат известно време, тогаш државата почнува да субвенционира до обуки, преквалификации, отворање на своји бизниси, но можеби е тогаш касно. За да ги задржиме младите дома, но и да не ги губат своите вештини додека долги години чекаат вработување, мерките за активно вработување што ги субвенционира државата да се спроведуваат додека кадрите студираат, а не откако ќе се пријават во агенцијата за вработување, вели Неделковски.